направи убав гол. Данте додал со глава 1:1. Доправа почнуваат возбудувањата. Средина на второ полувреме и судијата на Франција додели едно мало освежување согласно правилата, бидејќи овде на стадионот во Атина навистина е топло и на фудбалерите им треба сето тоа. Ова што го гледаме овде, ова што еве имаме задоволство, среќа да уживаме е навистина врв во фудбалот. Едерсон, голманот на Манчестер Сити, ги остави неговите соиграчи во игра одбрани 2-3, изворедно тешко удари кога, да не речам, навивачите на Севиља кои се стационирани за неговиот гол, веќе ја видел топката во мрежа, тој на изворедно чудесен начин како вистинска голманска мачка успеа да ги остави во игра фудбалерите на Манчестер Сити. Тоа успеа да го реализира, да го материализира со гол Палмер, со еден лоп удар, каде што голманот Боно на Севиља беше немоќен и предизвика радост и ерупција на навивачите лоциране за неговиот гол. Но она што е најважно, она што овде го гледаме, но она што овде уживаме, навистина фудбалско филигранство, фудбалско мајсторство, од сите можни фудбалски убавини, од сите можни техники, од сета она тактика на тренерите, да не речем сила и издржливост на фудбалерите кои просто е неверојатно, да не речем и за нашите фудбалски сваќања и поимања од каде е трпат целата оваа енергија, знаење, да не речем умешност. Сето ова да им го пружат на овие 33-4 гледачи на стадионот Георгиев каде и Капис во Атина. Навистина фудбалско уживање, остануваат уште 20 минути после ова тайм-аут, да кажам, судиска пауза и освежување на фудбалерите.